Многу ветуваа, малку направија. Во изминатите 5 години актуелната власт речиси ништо да не направи за работниците, освен ветувањата дека ќе биде подобро. Ова е ставот на најголемите синдикати во Македонија, кои се борат за правата на работникот, а тој како по обичај оставен е сам на себе. Иако власта ја зголеми минималната плата од 15 на 18.000 денари, инфлацијата го изеде покачувањето. Затоа бараа и усогласување на другите плати за работниците полесно да го пребродат овој тежок период. Тоа не го добија и сега ќе ја тужат државата во меѓународните судови. Од Сојузот на синдикати за Алфа велат дека повеќе не веруваат во владините ветувања, зашто како што велат се што ветиле излажеле. И покрај тоа што седиме со владата и Организацијата на работодавачи, јас лично и како представник на Сојуз на синдикати на Македонија не сум задоволен, бидејќи на тие што најтреба да се даде, ако знаеме дека на владата и инфлацијата повише од 18% и дека е она во безпарица, тогаш што останува за нас работниците? Работничката борба продолжува. Синдикатот реагира дека иако власта воведе недела да биде неработен ден, истиот не се почитува кај добар дел од работниците. И од Конфедерацијата на слободни синдикати реагираа дека власта го преспала периодов. Првиот човек на КСС, Благојер Алповски, рече дека иако власта ветувала зголемување и усогласување на платите на работниците во јавниот сектор, тоа не го исполни иако била законска обврска. Владата не си ги исполни своите законски обврски кои што ги има во делот на Законот за минимална плата, во делот на членот 8, јасно и недвосмислено кажува дека треба да се усогласат и другите плати и другите колективни договори. До сега, до првиот и вториот квартал во 2022 година изгубивме 120.000 работни места. Луѓето ја напуштаат државата за да можат да опстанат, затоа што со овие плати и со овие примања не можат да опстанат. И од Конфедерацијата на слободни синдикати алармира дека освен кавги и препукување на адреса синдикат влада, ништо не добиле во полза на работниците. Ова што го прават последниот период владава, не ми се допаѓа, например, што е тоа. Порано не викаа сите синдикати, без разлика дали се репрезентативен, нерепрезентативен, на економски совет зборам во влада, кај што се присутни сите ресорни министри што се за економијата, премиерот, стопанските комори. Тоа буквално се ставаат позиција како да се и влада, и синдикати, и комора, све да се тоа не може да помине и мислам ние како синдикат, за сите синдикати зборам, тоа не смееме да го дозволиме. Во делот, например, што е промената за работа во недела. Можат да донесат било какви закони со на овој начин преку пратеници. Тоа мора да престане. И гледате, веќе нема синдикат што, да кажеме, пофалува владата. За разлика од сите синдикати кои беа пуштени по вода во време на криза и галопирачка инфлација, светла точка во тунелот се виде кај просветните работници, кои се изборија да добијат 15% покачување. Првиот човек на СОНК, Јаким Неделков, рече дека е задоволен, но дека и таму имало еден куп пропусти. Вели дека власта сега сакала да удри по колективните договори. Не можеме да прифатиме дека административните работници во дејноста детска заштита нема да земат или не земаат плата по колективен договор кој што требаше да им се зголемат платите за 15%. Веќе 2022 година имаме 15% изголемување на платите во образование и во детска заштита. Друго е економската криза, друго е здравствената криза, друго е воената криза кој што повлекува инфлација. Вработен во овие дејности, ние што ги застапуваме ќе се пожали дека сето ова што сме го направиле малку и дека инфлацијата ги изела овие зголемување на плати, меѓутоа ќе мораме да се согласиме дека доколку не би били овие зголемувања и овие проценти, сигурно многу потешко нашите членови би ги истерале месеците од први до први. И додека работниците си ги бараат своите права, владата скрои така наречен план за штедење кој го крена револтот кај сите синдикати, а тоа е кратење на нивните плати. Во сите прилики премиерот и економските министри уверуваа дека немало да има кратење на платите, туку дека ќе се интервенирало само кај дел од надоместоците во износ до 10%, и тоа од она што било планирано за 2023. По ова синдикатите го кажаа својот став дека во никој случај немало да дозволат кратење. Вела дека ако тоа се случи, сите заедно ќе излезат на улица. И така владата како по обичај останува глува на револтот на синдикатите.